Проблемот не е само во Скопје, проблемот е речиси во секој град. Ако ги прашате и жителите на Битола и на Гевгелија, ќе ви ги напоменат истите проблеми. Па малтане секаде нели пред се ги обвинуваме бездомните животни, а доколку не е човечкиот фактор, сигурно сами не би се создавале да одат по улиците. Токму затоа и лани иницииравме преку интерпартиската група за животна средина. Иницииравме дискусии со сите засегнати страни, вклучително и Сдруженијата за заштита и спас на животните, Кинолошкиот сојуз, Агенцијата за храна и ветеринарство како надлежна институција, со цел да се реши овој проблем и да немаме повеќе толку бездомни животни на улиците. Законот ги опфаќаше и кучињата, и мачките, опфаќа и други животни, го опфаќа делот на искористување или злоупотреба на животните за одредени трки, игри и слично. Иако ние во моментот може да кажеме дека имаме некое солидно законско решение, сепак истото во целост не се имплементира како и многу други работи. Ова законско решение одеше малце и чекор нанапред во делот на зголемување на казните, значи не може да биде казната 15 евра ако вие го пуштите вашето куче да се размножува на улица или го оставите туку така како бездомно куче или маче. Мора да има еден систем на чипирање, мора да има еден систем на тоа каде завршуваат. Така, меѓутоа не верувајте во праксата не баш се применува. Другите држави, другите европски земји, да тргнам примерот на Белгија, бидејќи таму го познавам и лично искуството. Таму не можете туку така вие да го размножувате вашето куче. Мора да имате регистрирано дека ќе го размножувате, каде одат тие кученца, значи треба да бидат проверени и се. Не како кај нас, собирате ги во комбај, однесете ги од Скопје во Тетово или од Тетово во Маврово. Едноставно за тоа не го решаваме проблемот, правиме дополнителен проблем, бидејќи самото животно кога ќе смени средината, нормално дека станува поагресивно за да се снајде во новата средина. Они има некој закон креирано претходно, меѓутоа тој закон никако да дојдеше на дневен ред до собранието. Затоа како пратеници решивме ние да ја превземаме работата во наши раце и побрзо да го иструкаме процесот. Иако во одредени сегменти не можеше да се најде туку така едноставно заедничко решение помеѓу институциите и граѓанскиот сектор, па дури Кинолошкиот сојуз, кој што нормално штити права на животните, но во одредени тие си имаат нивни расни кучиња и слично. Дојдовме до некое решение, можеби не сите се задоволни, но беше малта неприфатливо за сите. Агенцијата може да го примени, да го искористи ова решение, но сепак на крајот од денот ќе оди преку пратеници, така што добро е што дискусијата се водеше во собрание. Јас мислам дека ќе најдеме заеднички јазик. Точно од тие дискусии произлезе дека најголем е револтот кон ова агенција, меѓутоа и тие ги искажаа своите мислења во делот на ресурсите со кои што располагаат во рамки на агенцијата. Кога носиме закони, мора да внимаваме тие закони да бидат применливи и да ги имплементираме во целост. Ако соодветно го распределиме институционалниот капацитет, а верувам дека имаме многу луѓе кои што можеме да ги ангажираме, кои што ние имаме некои институции кои што каскаат со кадри, институции кои што се преполни, кои што луѓето не знаат што во текот на денот да прават, тогаш треба една реорганизација на целиот систем и нормално волја да се спроведе во целост тој закон без да се префрла топката, да се бараат кривците, а на крај обично ги окривуваат ни криви ни должни животните, што се нашле на улица не по нивна вина или волја. Се надевам дека во овој парламентарен состав ќе има повторна волја да се реши проблемот и не гледам зошто не би имало, затоа што ако е проблем на кој што се жалат сите општини, тогаш навистина државата е таа која што мора да превземе построги и поригорозни одредби
со цел да го реши, односно да го превенира веќе овој проблем кој што се јавува со години.